Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 40 милиони денари за изградба на ново училиште Глигор Прличев. Не очекувам да се прифати амандманот, иако истиот е ако го прифаќате, иако истиот е производ од фактор што училиштето Глигор Прличев располага со две училишни згради, од кои едната е изградена во далечната 1959 година и токму затоа потребно е ново училиште. Се согласувам дека изградбата на училишта е работа на локална самоуправа, но сите знаеме дека средствата со кои што располагаат општините не се доволни и затоа е потребна финансиска помош од централната власт, во случајов од Министерството за образование и наука. Доколку локалната самоуправа сама се нафати да го реализира проектот, би биле потребни 2 буџетски години, а можеби и повеќе, за ова ново училиште да стане реалност и затоа бараме поддршка со овој амандман за процесот да оди многу побрзо. Општина Охрид обезбедува одобрение за градба и проектна документација и ќе нагласам дека Министерството за образование и наука има отворен јавен повик за сите општини кои подготвиле документација и издале одобрение за градба. Министерството дава можност да побараат средства, меѓутоа, иако од страна на секторот за образование на општина Охрид се доставени неколку иницијативи, веќе 2 години со ред очекуваат да бидат удостоени со било каков одговор од страна на Министерството. Локалната самоуправа силно се труди да го реализира овој проект, но како што спомнав, кога, односно дали веднаш или после неколку буџетски години истиот ќе стане реалност, зависи од волјата на владата за финансиска помош. И бидејќи на учениците им ветувавте обновување на училниците и тоалетите, изградба на младински културен центар, канцеларија за млади и совет за млади, а сите овие ветувања им ги исполни градоначалникот од ВМРО ДПМН, јас би апелирала барем овој пат владата и колегите од мнозинството, посебно колегите од Охрид, да го поддржат овој амандман и барем пред заминување да остават позитивна трага зад себе. И би подсетила што се власта им вети на учениците во Охрид, ке отворевте училишна продавница или кантина во која ќе се подготвуваат здрави оброци, ке изградевте спортска сала во основното училиште Кочорацин, ке креиравте сајт за ученички прашања, мислења и предлози на ниво на градот и уште многу повеќе, затоа што нели пред избори можевте повеќе, ама после избори, ево, одговорите на барањата со нашите амандмани се дека градоначалниците можеле повеќе. И во право сте, сосема сте во право, можат и реализираат градоначалниците повеќе од тоа што го ветија. Тоа ве плаши и затоа упорно гласате против амандманиве, ама имајте на ум дека и граѓаните на клучниот ден ќе бидат против. Ви благодарам.